Почитувани гледачи, добро вечер, уште едно добро вечер од мене од соседното студио, од каде што ја реализираме емисијата Аргумент Плюс. Јас на крајот на дневникот најавив дека наш гостин вечерва е адвокатот Ванчо Шехтански. Шехтански, добро вечер и благодарам што еве по неколку месеци сте повторно гостин во телевизија 24. Она што интересно, не ви дозволив да речете добро вечер, извинете. Нели од премногу брзање за да почнеме со емисијава. Како и да е, вие сте имате клиент, нели, еден од обвинетите чинам во случајот поврзан со Кочани. Денеска телевизија 24 се надевам дека погледнавте за она информација што имавме, дојдовме до иницијативата за одбрана, нели, за иницијатива на одбраната, нели, со која што бара дел од поранешните функционери практично да им биде ревидирано обвинението. Велите дека станува збор за околу 25 мина. Запознати сте со таа иницијатива, сте учествувале неколку адвокати поради вашите клиенти во опишувањето практично и во ова обраќање до основното јавно обвинителство. Повелете ме со вашите сознанија во овој дел за оваа иницијатива. Така. Најпрви, значи, благодарам на поканата. Поздрав до вас и до телевизија 24 Вести. Има ретка можност, значи, во овие услови, има еден прозорец мал за вие се борите за тој прозорец да допре вистината до сите колку се може. Значи една отворена телевизија, на теми кои што баш и не сакаат многу да бидат во јавност. Се сеќавате овдека пред колку беше мај-јуни беше. Има можеби не цела година, меѓутоа има 8-9 месеци. Уште кога обвинението се најавуваа, почнаа нели да протекуваат информации како ќе биде срочено, на што ќе се однесува, не беше уште вие го немавте добиено ни во писмена форма. Така беше тој период. Знаевме во кој правец ќе се одвива. И вие тука кажавте дека така срочено, ако е така како што е, со тие одредени сознанија што имавте, нема шанси да помине, меѓутоа обвинението помина и сега еве, се соочувате и вие и тие што се обвинети и родителите на жртвите што изгубија деца таму се соочуваат со голгота, претпоставам, на секое судење. Прво да кажам дека процесот многу лошо оди информациите во јавноста, во медиумите. Значи, тоа така се пласира да се прават спинови што не се битни за настанот. Конкретно, јас и пред 10 месеци го нареков лов на вештерки. Значи, небитни работи. Ти имаш затворен простор. Имаш внатре предизвикувач на пожар, од кои со смртни последици се 63 лица и 140-160 со повреди. Значи, имаш катастрофа од невидени размери. Ти не можеш да бараш вина во инспекции, во ова, во она. Прва работа е, кој го предизвикал пожарот? Значи, се манипулира во јавноста за се и се што. Чудно е што 35 години во оваа држава не се зборува вистината, колку и да боли. Се манипулира, значи, со вести, се крие вистината и све. Јас ќе бидам многу краток, во 2 реченици. Пожарот е предизвикан од прскалки. Еден од сведоците вели црни биле. Јас постојано сите сведоци ги прашувам каква боја беа прскалките, црни или бели, има разлика. Белите не се опасни, меѓутоа црните да, предизвикуваат оган. Кој ги внел? Групата ДНК. Групата ДНК во просторот, кој што е Кабаре Пулс, од 2012 до 2024, до 9 февруар, Кабаре Пулс. Еден собственик. Потоа е друг објект. Од 9 февруар 2024. Ние извадивме, има течајна постапка на фирмата, на објектот, значи, конкретно до 9 февруар 24. После е друг субјект, каде што има реновирање, дозвола за новата фирма, многу битно. Кој плаќал тамо, УЈП, зошто немало, како немало, сето тоа се сегменти од
9 февруар 24 па до 16 март 25. Тоа е критичниот период. Одговараат тие лица кои што се во овој период дозволиле работа на објектот, незаконска работа на објектот. И да се вратиме на пожарот. Ние избегнуваме главната работа. Значи, прскалките се на групата ДНК. Таа, во претходни 15 настапи, кажаа сведоците, ги употребувала такви прскалки во објектот. Значи, не е прв пат. Во истиот објект 2 пати било, во другите било 15 пати на настапи. Без одобрение од МВР за користење на прскалки. Во затворен простор со 600 луѓе присутни деца. Тоа е ненормална работа. Да внесеш прскалки во објект каде што има 600 луѓе и да правиш забава со прскалките. Тука настанува од прскалките пожарот кои што се пуштени на Далечинско. Активирани на Далечинско од кого? Ма нема тука криење од овој од оној, да обвинувате луѓе кои што не биле присутни на настанот. Тој не го предизвикал пожарот. Друго е прашањето како работело на криминален на овој на оној. Причинско-последичната врска е друга. Меѓутоа, пожарот е предизвикан, значи, од прскалките и со активирање, кој го активирал, со активирање на прскалките, од кои што настанува пожарот од првата прскалка. И после настанува стампедото и хаосот, бидејќи внатре има рација и сите се кон еден излез. 90% од починатите се од вдишување. Од вдишување, значи изгореници не се спомнуваат толку колку што е од вдишување на гасли, чатли, тоа вештачење треба да каже. Тоа треба да го каже вештачењето. Од тие 160 што биле на лекување надвор со последици, им пишува во медицинската документација дека се пуштени, дека е од што? Од каков вид на газ последиците, кои што се следеле периодично неколку месеци после. Значи, тоа треба да е предметот. Што настанал, кој го активирал? Ова другото е друга постапка. Точно е дека бранителите од првиот ден, од првото судење, инсистиравме дека обвинението е катастрофално. Да не се манипулира со родителите. Значи, ние сакаме сите да се открие вистината за овој гнасен настан. Не можеш да обвиниш некого кој што не бил таму, кој што не го предизвикал пожар. Така, вие од самиот почеток алудирате на тоа да се лоцира вистинската причина и да се тргне од причинско-последичната врска. Пожарот е причина, нели, за губење на толку млади животи и повредени, и кој го активирал пожарот. Институциите што ги наведуваат, што ги наведува. Првата работа од која треба да се тргне за причинско-последичка врска, ама тоа не е за пожарот. Тој не го предизвикал пожарот. Е од обвинителството, од обвинителот во Кочани, кој што по допрен глас да реагирал 2012-13 години е таму, немало да настане пожарот. Институциите тргаат од тука, одговорност на институции. Од 2012-13. Од обвинителството. Па до 2024 до 9 февруар. Таа фирма е во стечај, не постои. Има друга фирма. Кога има друга фирма, сега зборувам како правник. Да не манипулираме. Мора да има дозвола таа фирма, мора да е пријавена во УЈП, во Пазарна. Од 9 февруар 24 година. Па до има ли што документација има или имаме кој недостави? Се има, значи за се има, вадено е, за се има. Меѓутоа, пожарот, ние овдека во Македонија не сакаме да се плашиме од име, не сакаме да кажеме кој го предизвикал. Се викам намерно или ненамерно, предизвикан
е од прскалките. Од некој што ги внесол прскалките внатре во затворен простор да прави да прска со нив пред 600 луѓе. Да се концентрира истрагата и да почне нели од Што се концентрира обвинението е веќе напишано. Така, знаеме дека е напишано обвинението. ние се согласивме сите бранители таму и за 24 или за 25 обвинети беше треба да обвинителството да го повлече обвинението. Околу оваа иницијатива за која што нели информира денеска и телевизија 24, рековте дека се однесува на 25 обвинети лица, меѓу кои ваше лице, добро не е ни битно, така, не е ни битно на крајот на криштата, барате ревизија, да се ревидира обвинението по основ на овие лица и тргнувате како аргумент го користите тоа што било преквалификувано делото на дел од полицајците, нели, кои што биле обвинети, но не за тешки дела против безбедност. Како така, аргумент го посочувате? Така, еден од бранителите, значи тоа го посочи на минатото рочиште, беше наведено од негова страна и сега е тоа истото на хартија. Сметаме дека обвинителството е свесно дека вака поставеното обвинение не држи и не може да помине. И мислам дека ќе биде ревидирано и дека за поголем број на луѓе ќе биде повлечено обвинението. Еве сега има и друга постапка, каде што се посочува одговорноста спрема лица кои што биле непосредно инволвирани во настанот. Онаа причинско-последична врска, значи на која што оди ово обвинителство. Проширување на обвинението кон нови лица има сега? Па има нова постапка. Ке има, односно, да. Нова постапка има, ново обвинение има, кое што не е споено со оваа постапка. Сметам дека за оваа постапка, кај што се 34 обвинети, за поголемиот број ќе биде повлечено. Обвинението, рековте, за 24 не држи. за 25. Не држи, не може, тој е пензиониран 2023 година, фирмата која што е носител на објектот е регистрирана 2024 година и тој да биде одговорен. Мислам, далеко од здрав памет. Шехтански, еве, дали сметате дека ви е доволна аргументацијата за ова преквалификувано дело, што го земате нели во обзир, како аргументација преквалификувањето на делото за дел од полицајците, кои што се обвинети, но не за тешки дела против безбедност? Искрено не знам за постапката тамо што и како е, меѓутоа веројатно се работи за тие полициски службеници кои што вечерта биле во објектот по службена должност, веројатно за нив. И начинот на нивното постапување таму. Бидејќи беа спомнати од страна на 10 сведоци дека вечерта имало полициска акција во објектот. Дали, еве, велите дека ќе биде повлечено ова обвинение за овие луѓе, очекувате или предпоставувате врз што го базирате ова, бидејќи така и па 28.000 денари по човек. Штетата, значи може да рачунате 34 обвинети има таму, има правни лица, има обвинети, значи едно судење државата ја чини 150.000 евра. Таа не може да си дозволи да оди во постапка каде што не држи вода. Сметате дека со оваа постапка нема да се дојде до правдата и до вистината, бидејќи вистината не би требало да има цена. Обвинението нема цена, за да се дојде до правдата и до вистината и до нема цена, селективно обвинението. Обвинението треба да биде од 9 февруар 24 наваму за инволвираност и за одговорност. За настанот, али клучната одговорност е на извршителите кои што без овластување, оставете ги настрана сите тие дозволи, сето тоа. Тоа е одговорност секако. Меѓутоа, објектот е запален од прскалки. Прскалките се внесени без одобрение и без здрав разум. Ти да пуштиш прскалки во затворен простор. Мислам,
Тоа е причината. Не е настанала од нешто друго. Одобрението требало да се земе од МВР, од кој инстанција? Да, од Министерството? има правилник за издавање. Ако сепак Шехтански продолжи вака, ако не претрпи ревидирање, ако обвинителството не излезе со позитивен одговор на оваа ваша иницијатива, од повеќе мина е, не е ваша, да. Како ќе се продолжи со овој случај? Може би ова сето тешко и претпоставам дека е тешко за родителите што изгубиле чеда да слушнат, меѓутоа некош треба вистината да се каже. Зборуваме бидејќи видни правни лица, видни адвокати, меѓу кои сте и вие, кажуваат дека овој случај вака како што е со вака колективно обвинение едноставно води кон неуспех. Во самиот и тоа почеток. уште од самиот почеток беше кажано и се провлекува. Да, ама се манипулира во јавноста. Знаете дека се оцрнуваат и адвокатите, а и луѓето кои што таму не има 15 до 20 луѓе кои што не се присутни, немаат врска, имаат по 70 и кусур години. Тие не предизвикале пожарот, ниту учествувале во правниот субјект кој што е носител на дејноста од 9 февруар 24 година. И ние како бранители, нормално дека ќе ги браниме клиентите во тоа. Обвинителството требаше да направи истрага како што личи, како што треба, да ги посочи, па нема тука срам и перде, се знае кој внел прскалките внатре. Се знае објектот кој дали имал дозвола или немал од 24 година. Зошто немало фискални, зошто немало? Еве, дали обвинителството располага со доволно докази за да ги, за да, како да кажам, да им се оправда обвинението кон овие лица, еве, за кои што сметате дека сега со ова барање иницијатива за ревидирање, дека можеби ќе се соочат и со ново обвинение? Овде ќе има, знаете, паушално е направен ентер од 2012 година до 25 и комплетно, за сит е ставено, без да се гледа дали има одговорност или нема. Буквално 46.000, 44.000 страни документи има тука, значи немој да мислите дека сме ги вадале сите да ги читаме, да ги гледаме. Тие се на USB ставени. Тука 44.000 страни, нема теорија некој да го чита и да го права, и тука се оди на квантитет. Многу луѓе, многу обвинети, сите, нема врска. Како име на тие луѓе излегува внадвор во Кочани? Ниту бил таму, ниту ништо, обвинети. Зашто си обвинет, бе? Си бил внатре во диското, си палел? Дури таков безобразлук има тие што биле внатре, се сведоци на настанот, тие што учествувале, тие се од страната на оштетените. Тој бара оштета. Како бараш ти оштета? Ти си дел од групата, ти си го внел внатре. Ти си го предизвикал пожарот. Овде има нејасни работи. Меѓутоа, гледате овде кај се... Знаете како, со цел ли сметате ли дека е целно направено ова за барањето за колективна вина, индивидуалната одговорност да се занемари? Тоа што пишал колективната вина, јас велам дека обвинителството по допрен глас треба да реагира. Прво, виното е тука... Се почнува за колективната или каузалитет, почнува од обвинителството, број 1, па надоле. Меѓутоа, овдека имаме лов на вештерки. Што покажа овие сите рочишта еве до сега, што се одржани? Видете, рочиштата сите што се врат, значи има сведочење на луѓе за тоа како кажуваат внатре како било, што е точно, што не може да го негира никој. Меѓутоа главната работа е прскалките, вештачењето на нив, кој ги купил, од каде ги купил, дали биле опасни, неопасни, црни, бели, дали имало одобрение за нив, како се пуштани на далечинско, со запалка, кровот, конструкцијата на кровот. Видите, во Швајцарија од пожарот што беше пред 20 дена таму, одговараат па тие што... Во Кран Монтана, што беше пожарот сличен некако... Одговараат тој што го реновирал објектот, значи тој имал и дозвола и све таму, па одговара дека материјалите не биле соодветни. Овде на одговорност не е земено тоа лице или тие лица што учествувале во...
последната рерувација, рековте од 9 Едноставно е направен еден обемен материјал од 40 и кусур илјади страни, кои не може никој да ги прочита и офатени се од шумата сите. да не се видат дрвата. Ама не е само како обвинение. што Најлоша работа е да биде опфатен и некој во обвинение кој што е невин. Најлоша работа, нема полошо. Невин човек да судиш. Нема полошо од тоа. Јас го прашам, ти си бил ли во дискотеката? Он ме гледа и вика, каква дискотека? 74 години. Да, бил пред 13 години активен инспектор, меѓутоа ниту бил таму, ниту можел да направи, затоа што Ниту знаел што се случува претходните 13. Па не, ама не е тоа така само да се пушти во јавност. Јавноста треба да знае, не можете да криете кој го внел, кој ги внел прскалките. Нелегално се внесени прскалките, без одобрение. Ајде да не употребувам тешки зборови. Здрав човек не може да внесе на 600 деца внатре прскалки да пушта. Рековте дека тоа било втор случај со такви прскалки. При На првиот случај едниот од сведоците таму кажа дека претходно на настап во Гевгелија, во дискотеката имало ист инцидент. Сличен. Само што не завршил Да, сеќа, не завршил. било превенирано, Да. не било вака, Да, не завршил да, со да. ваква можна. Ова институции што имаат одговорност, ТУЈАП, пазарна, полиција, Биро за јавна безбедност, Биро за јавна безбедност не знае дека работи кабаре без дозвола, без фискални, без одобрение, па што е работа на Биро за јавна безбедност? Да слуша на масите кои што збори? Па тоа е работа на БЈВ. Никој нема одговорност тука. Значи селективна одговорност. Селективна одговорност. И кој страда најмногу? Родителите. Родителите, значи, се работи за многу лош спин. Знаеш, кога ќе кажеш тој е одговорен и се создава мислење дека е тој. И готово. Јавното мислење е Да тоа. вратам малку Да. на почетокот, некаде кога почнавме, рековте дека има иницијатива за проширување или на постапка кон други лица. За кои лица сега плюс ќе Тоа има? не знам, тоа е новинителство е работа, значи ние гледаме, значи, посочивме дека обвинението вакво како што е направено е смешно и не може да помине. Не држи. Не е сериозно. Така, добро, Шихтански, еве, да ве прашам денови ве актуелен случајот со притворот на Артан Груби, како гледате вие на таа работа? Партиите се обвинуваат дека е некаков политички договор на едната или на другата партија со партијата ДУИ, меѓутоа факт е дека јавноста жестоко реагира некако од случај на случај, некако се пожестоко и пожестоко реагира, што значи дека веќе е сензибилизирана дека нешто се случува со правдата во Македонија. Па не Или од со сега- неправдата, да, како Да, не гледате на од тој сега случај? тоа, значи секоја недела има по еден бисер. Да. Груби е необичен човек. Тој случајно ниту доаѓа после година дена на граница, ниту камери случајно има, ниту обвинител случајно предлага куќен притвор, ниту истражен судија на претходна постапка. Па тој мора да постапува по барање на обвинителство, не може да донесе друга одлука, меѓутоа дека е тоа одлука на државата. Значи не може да не знае државата дека доаѓа вице-премиерот после 14 месеци недостапност на органите на проганот и после 14 месеци доаѓа, значи не може државата да не знае и Според вас има некаков договор, така? нормално дека има. Тоа не е на ниту обвинителство може само, ниту суд сам, ниту МВР, ниту значи ова е државен договор. Плодовите ќе ги видиме, ќе видиме сите така, се во ќе игра. видиме за каков договор станува збор. Може ќе видиме, може би не. Има и така. друго, значи обвинителството може да го користи во договор со обвинетиот, значи во постапката во договор со обвинетиот, да е тоа. Може и тоа да е. Може и тоа да е, не викам не. Меѓутоа дека државата е изненадена и туку така доаѓа вице-премиер и
не знае, тоа не е можно, меѓутоа во Македонија се е можно. Куќен притвор за обични луѓе нема, и тоа е факт. За жал. За жал, тука ние баш сега минатата недела во последното рочиште со колеги адвокати на паузата гледаме телефоните, гледаме средба во врска со законот за помилување кај председателката, со учество на еминентни адвокати. Се гледаме сите, гледаме, ти знаеш некој од овие тука? Не, од децата. И така се одлучува, значи, за конкретни закони, за све со еминентни на таков начин. И затоа е до каде што е. Правдата и правораздавањето нема во правда, државата. Тоа е тоа. Некако значи, тоа е компрометиран целиот правосуден систем. Негативната селекција во сите сфери, спорт, култура, образование, судство, си ги дава резултатите. Резултатите се 600.000 иселени деца и сега лето уште ќе избегаат од негативната селекција во сите сфери. Гледаш, адвокати викаме, гледаме, кажуваме, правиме, меѓутоа е немоќно. Онемоќно. Значи, државата е тотално излезана надвор од колосек. Така, еве и сакам и овој случај што денеска излезе и за жал толку ни е времето, малку повеќе се задржав неоправдано за Кочани случајот. Денеска еве на извесен Муслиу, човек кој што лежал во затвор и кој што нели за тортура од страна на полициски командир во затворот во Идризово ја има добиено во Страсбур, нели правдата, ако не ја најдеш овде се бара во Страсбур, меѓутоа и тоа е негативна референца за државата и натаму имаме голем број на случаи и на луѓе што посегнуваат по правдата и во Страсбур. Па посегнуваат многу, значи неправдата секојдневно ние се соочуваме со тоа. Да. Значи 70% од луѓето што лежат во затворите неосновано лежат. Да не зборуваме за граѓанските постапки кои се криминални. Сето тоа е од негативната селекција. Ние имаме зборувано тука и за академијата, така и за академијата за суди и обвинители, да. Да, мислам, тоа е резултат на негативната селекција се. И тука нема дека оваа партија, онаа партија. Тоа е се манипулирање со јавност. Манипулирање со јавност. Од каде да се стави крај на ваквите ситуации? Мора Има ли рестарт. некаде да се стави крај за оваа негативна конотација? И меѓународните судски инстанци нели знаат да кажат, посочуваат од каде нели извира. Судскиот совет ви беше на тапет минатата година. Да. Имаше најави дека ќе се распуштили. Не се распушти. Не. Да. Не. Да. Но со нови еминентни луѓе дојдоа. Да. Тоа е тоа, значи се е постаро и се продолжува со истото и со истото и со истото и мислам дека нема капацитет Македонија да се справи со. Па добро, како да го наречам? Знаете ли ние дека сме ние единствената држава која што има закон за производство на марихуана? За медицински цели. За медицински цели 73 дозволи, 73 погони, па 73 фабрики да имавме, че имаше друго. 73 фабрики произведуваат марихуана, па ние цела Европа аз набдуваме. Па дали е тоа нормално? Па тргнете од тоа, јас немам што да зборам повеќе. Да. Македонија произведувам, најголем производител во Европа сме на марихуана. Пак ќе речам, и јас зборам сега тука за закони, за правни, или ќе слушаме демек едно на друго се префрлува топката. Намерно се префрлува топката, тоа е манипулирање, свртување на внимание. За жал, ама најмногу и во случајот со Кочани не требаше така, бидејќи за Кочани не требаше така, затоа што ви кажувам. Жртви се во прашање. Жртви се во прашање и се знае кој внел прскалките, кој извршил. Тоа е предизвикување на пожарот со смртни последици. Сето друго, институциите што се наведени, што довеле до тоа, не е под тоа дело. Да, ќе одговараат, ама за друго дело. А за причината на пожарот ќе одговара тој што внел и тој што пуштил. Так. Проста работа. Сега тука да има некој и го запали студиото. Кој одговара? Тој што го правил студиото или тој што го запалил? Да.
Чехтански, толку ни е времето, благодарам што дојдовте, еве и што Благодарам. после известно време, подолго време со вас зборуваме ви за кочани случаи, бидејќи еве се појавуваат од ден на ден, од рочиште во рочиште и многу адвокати од вас и реагираат и родителите со право дека треба правдата да излезе на виделина, ама некако изгледа и тие почнуваат да се огледуваат дека нешто не е како што треба во тој дел. Ти си долго во работава и знаеш. Не одговараше никој ништо од приватизацијата 91 до конфликтот. Ние имаме закон за воени злосторства кој што поминал во собрание како легитимен. Амнестираш воено злосторство, амнестираш се и се што. Но според меѓународното право тие злосторства не нели како Тие беше не застаруваат. Тие не застаруваат. Ама ние остаревме веќе со нив и со генерации остарија се разбира, да. Меѓутоа еве пред 2 тоа. години Дуња Мијатовиќ што е сега како комесар за човекови права на Совет на Европа повторно нели упати аберто властите дека треба да се процесуираат тие 4 случаи поврзани нели со конфликтот во 2001-та, но добро, немаме уште никаков епилог не застаруваат и околу многу други случаи. Благодарам што бевте дел од ова издание на Аргумент Плюс и благодарност до нашите почитувани гледачи. Довидување.